Почитувани гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш, како што секогаш умеам да кажам, Демократски импулс, подкаст за народот. Впрочем и како што го носи името Демократски импулс. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски и уредник, и денеска ќе имаме еден гостин кој ќе говори за сите пропусти на ова наше општество. Се работи за родител, за таткото, за Раде Лешко, таткото на починатиот Љупчо Лешко. Син му почина при струен удар, несреќа, како да кажам. Ќе говориме и ќе ни објасни за сите пропусти на нашето општество, како што спомнав. Добар ден и... Добар ден и благодарам за можноста да гостувам во Демократски импулс, затоа што кога се бориш со системот, знаеш, рече како е единствено тешко оди, подкастите, медиумите на некој начин се наш единствен глас, инаку тешко на оние родители кои што и делат слична судбина како нашата, така да започнем за почеток. Така. Најнапред, како прво прашање, да запрашам, одиме на ти, на вие... На ти, те молам. Така. Кажи ми, Раде, какво дете беше Љупчо? Никој не ти има запрашано вакво нешто. Може би не е дел од клучната тема како што ќе преминуваме, но сепак би сакал една увертира да дадеме, да. Љупчо беше син како што мислам дека секој родител би посакал. Никогаш во животот, да почнеме од тоа машко како машко, никогаш во животот сме немале никакви проблеми со него. Не беше нешто многу страствен ученик, не нешто многу не му идеше школото, се интересираше околу информатиката, програмирањето, посебно тој од 14 години почна да програмира и да прави скрипти за GTA San Andreas, знаеш, за видеоигри и такви работи. И веќе од 16 години јас почнав да го носам со мене, да работиме, како што знаеш ти, јас работам малку аудио-видео техничка поддршка, да работиме по концерти, по настани музички и така натаму, и после одреден период негова многу голема желба беше да стане диџеј. Тој си купи диџеј опрема и почна да се работи сам, и за кој што можем да ти кажем дека за многу кратко време, за една година, постигна доста добри резултати, дури стана и резидент диџеј во еден кафич тука во близина на Соборниот храм, и стана резидент диџеј, имаше доста така наречени народски тезги, каде што беше повикуван да пушта музика по забави, по роден дени, по журки и така натаму. И гледаше многу на таа работа со љубов, сакаше многу да напредува, инвестираше во таа, во опрема, инвестираше во техника, и сето тоа го постигна сам од негови 16 години. Знаеето, ако можам да заклучам, му го даде ти како татко. Па како еден дел, да. Љубов му всади. Да, точно. Кон техниката, кон диџејството. Така е. Кон диџејството не толку, но несвесно си го насочил. Несвесно точно јас го насочив, меѓутоа тој си ја покажа желбата за тоа и почна да си го работи самостално, и му идеше доста добро. И тоа е тоа, се до кобната вечер. Раде, знам дека како татко, сум те гледал и во доста подкасти, ние и соработуваме, знам дека како татко ти е
несомнено тешко да зборуваш на оваа тема и секогаш за храброста, зашто е стварна храброст, што еве покрај тоа што излегуваш и говориш јавно за да допре до гласот на тие што треба да допре, но и имаш и внатрешно во себе, значи не е секој толку силен колку ти, тоа најнапред сакам да ти го кажам капата доле. Можеме ли да го опишеме тој последен настап негов? Дали се разликуваше по нешто од останатите од минати негови настапи? Па Наговестуваше ли нешто? види, да, секое зборење и секое подсетување на тој настап веднаш ме враќа на таа вечер. Меѓутоа и морам и да извини што ќе те поправам, не знам, морам да бидам коректен, да, ти имаш гледано рече на многу подкасти, не на многу, на малку подкасти. Искрено, да, јас реков дека медиумите се наш глас, меѓутоа не нешто многу голем број на медиуми, посебено телевизиски, не покажа некој голем интерес, не само за нашиот случај, туку и за повеќето вакви случаи кои што не се изолирани. Мисле претежно по интернет. По интернет, да, подкасти, телевизија, свој виден мрак. Мрак, апсолутно мрак, не само кон нашиот случај. Да. Има многу повеќе случаи кои што ние контактиравме и кои што правевме и за кои што навистина телевизиските медиуми немаат никаков слух. Ќе говориме за да, а сега па нешто да наговестуваше, ништо не наговестуваше. Освен тоа што во последен момент некако не беше сигурен, тој беше поканет да пушта музика на роден ден кај една негова другарка, која што пак заедно со уште еден дечко заеднички го правеа, значи два роден дени, тоа беа споени во еден во истиот објект, токму така. И некако докај 15-16 часот не беше сигурен дали да оди, затоа што беше уморен пред таа вечер, имаше многу јака тезга, многу силна тезга, не беше сигурен, но сепак не сакаше да другарката да остави на цедило и ми рече мене, сепак ќе одам, ајде да се спремиме, што ти треба опремам, кажав. И јас и мајка му го однесовме, некаде околу 18 часот беше тоа кога го однесовме во објектот. Ти му помогна и за кабли? Апсолутно, јас му помогнав како и секогаш во уместењето на опрема, особено кога имаше такви некои приватни журки, ако носеше, он знаеше да носи многу големо озвучување, овој пат не, овој пат носеше само неговиот лаптоп, неговиот DJ контролер и 3 рефлектори, додека аудио опремата, појачалото и звучниците беа од самиот објект, така да ние негде за околу 20 на минути тој се намести, истестиравме опремата и си заминавме. Со сопругата се вративме назад и јас само чекав време кога ќе ни се јави кога ќе заврши журката да одам да го земам. Се до 00:10 часот кога не се јави од полициска станица Чаир и не повикаа да дојдеме горе, не ни кажува на телефон за што се работи. Последната порака, извини што те прекинав, од твојот син е во? Последната порака од мојот син е во 23:14 часот, тоа мислам ти го имам покажано тебе на телефон, ти го имаш видено, а официјалното време на повикот кон брзата помош во 23:04, извини, ќе сгрешев, 23:04, а официјалното време на повикот кон брза помош е во 23:19 часот, да. Нас не се јавија околу 00:10 од полициска станица Чаир, не повикаа горе, не ни кажа за што се работи, само не повикаа итно, јас отидов. Да, сопругата не отиде и кога стигнав таму ја дознав кобната вест. Што да ти кажам, колабирав, кога ме однесоа да го препознавам, ме поврати брзата помош, после тоа го повикав брат ми, веќе се свестив, иако уште не бе свесен за што се работи, како се работи, знам негде околу 2 часот дојда увидна екипа, пошто на почетокот имаше само 2 полицајци, увидна екипа дојде негде околу 2 часот и јавната обвинителка се појави негде околу 4:15 часот утрината. Има објаснување во никого што знам некакво ти дадоа зошто толку доцнат
Зошто го Немаше тек во никакво. 4 часа? Вака биде сега, немаше никакво објаснување за тоа. Значи тоа што се случи на 22.7.2024 година. Уште вечерта ми дадо некои информации као наводно нозете му биле црни од оздола, нешто згазнал на кабел и некои такви информации. И што е најинтересно, веднаш после погребот официјалниот билтен на МВР кога излезе вели дека на 23.7, мада не е 23, него е 22, го имаат сгрешено датумот, да. Првата реченица веќе почнува со Во Скопје било пријавено дека на домашна забава во Радишани, Скопско, од струен удар починал љ и иницијалите му ги има сгрешено, Љупчо Лешко, 19 од Скопје. Според пријавеното, откако излегол од базенот, Љупчо Лешко преку миксетата сакал да пушти музика и во тој момент паднал од краток спој. А не баре таму е наведено како да е виновен. Лекар од дитна медицинска помош констатирал смрт, а по наредба најавен обвинител, телото на починатиот било дадено на обдукција. Увид на местото извршила екипа од полициска станица Чаир. И јас ова го прочитав на билтенот еден ден после погребот и во ред, да ти кажам искрено, си набив и вина и чувство на одговорност, затоа што јас му ги местев каблите и првата помисла ми беше дека јас си го убив детето. Затоа што си реков, зарем да не видам некој кабел да бил оштетен, соголен, значи згазнал на него. Впрочем, тој и ти работа. Така, впрочем, тоа и ми е работа. Апсолутно, тоа и ми е работа. И секе беше во ред, опремата, значи вечерта целокупната опрема остана там. Ние не ја земавме. Секе беше во ред додека после 3 недели собственикот на објектот од таму не ми ја врати неговата опрема. Значи ти ја враќа собственикот, а на не објектот. била земена на вештачење. Не, на вештачење не. Значи си седела таа со недели таму. Таму седела во објектот само собрана внатре. Вечерта биле земени за вештачење само 3 проложни кабли. И ништо повеќе. И што ви кажа објектот не беше запечатен. Значи, и беа земени изјави само од двајцата славеници на роденденот и од синот на собственикот на објектот. Што Раде не бил поканен кај него, него кај славеничката. Така. А од таа страна на славеничката Никој, не само ни од кај славеникот исто. Значи вечерта биле земени изјави само од славеникот, славеничката и синот на собственикот на објектот. Само 3 изјави. Објектот не бил запечатен, не бил обезбеден, не бил осигурен, ништо повеќе. Опремата остана таму и тоа, внимавајте, бидејќи јас така знаев, во договор со собственикот на објектот да остане, да не случајно дојдат да земат за да ја вештачат. После 3 недели, собственикот ми ја врати мене опремата и тогаш почна, откако јас ја видов опремата, тогаш почна веќе некои сомневања големи да се јавуваат во мене дека тука нешто не е како што треба. Можеме да кажеме зошто? Затоа што при краток спој и таков струен удар, ако се држиме на билтенот на МВР, што официјален нема официјално. Не, за жал, мене ме убедува во крвни деликти дека, а и јавната обвинителка, дека ова не е официјален документ. Дека билтенот на МВР не е официјален. Значи дека не е официјален. Ке стигнеме и до тоа. Ми стана сумнително една работа, затоа што јас после она, бидејќи имам знаење и сум електротехничар по струка, и работам со озвучување, и работам, па имам некое познавање и од струја и така натаму, затоа што ако се држиме на ова што го пишува во билтенот, дека тој се допрел на миксетата и во тој момент паднал од краток спој,
Ако 220 волти при краток спој струја поминела низ него, можеш да претпоставиш што ќе останело од миксетата, затоа што не е миксета, тој е DJ контролер кој што работи на многу мала волтажа, тој работи на 5 волти, 0,5 ампери, тој не се уклучува на струја, тој се уклучува со USB кабел на лаптоп. Значи можеш да претпоставиш што ќе се случило ако стануваше збор за краток спој. А опремата му е во најдобро. Значи во моментот кога ја се отвори попремата и кога видов дека е се во ред, па и уште кога ја уклучив и кога видов дека е комплетно исправна и дека се работи, тогаш веќе почна да се јавуваат сомневањата и јас и мојата сопруга тогаш, значи после 3 недели, прв пат се јавивме во јавното обвинителство кај обвинителката Тања Трајчевска, која што го се уште го води во предистрага нашиот случај, 11 месеци точно, се уште го води прв пат и првото јавување со незе беше па јас мислев дека тоа е завршено, дали вие имате некои информации? И ние многу јасно и гласно и кажавме да, дека имаме проблем со тоа што го пишува во билтенот на МВР и она што го видовме на лице место, што го видовме од опремата. После тоа, нормално почнавме да бит на паралелна истрага, стапувајќи го контакт со сите другари и другарки на Љупчо, кои што вечерта беа присутни на роденденот, и останавме згрозени и забезекнати од оние изјави кои што ги добивме од нив во присуство на нивните родители. Какви беа тие изјави? Значи прво од најдобриот другар на Љупчо, кој што и беше исто, кој што е исто така диџеј, и кој што го менуваше на неколку наврати, го менувал неколку наврати вечерта, и кој што струјниот удар се случил на 50 сантиметри од него. Значи таму пецкало струја по објектот, по метал и по вода уште од самиот почеток на роденденот. На сите гости. Да. Дури неколку пати собственикот на објектот било повенуван од повеќето гости дека пецка струја. Дека пецка струја по метал, значи по коњопоите, да, точно кај опремата на Љупчо, по сталакот со рефлекторите и така натаму и така натаму. Што велел тој на тоа? Ништо. Ништо. Не велел, затоа што ако нешто велел или рекол, ќе требало да превземе нешто, ќе требало го сопре роденденот, да повика дежурна екипа од Евана и да види за што се работи. Ајде, не се тоа, добро во ред. Ние тие изјави затоа ги замоливме, значи ги замоливме и децата и нивните родители, дали може да ни дадат писмени изјави во писмена форма, за да може ние овие изјави да ги доставиме до јавната обвинителка. Така. И тие тоа го направи. И после тоа следува еден многу интересен момент во секторот за крвни деликти во Кисела Вода. Така. Таму отидовме да побараме извештај или да добиеме информација од вечерта дежурниот, значи на смена што бил на смена од крвни деликти инспектор, кој што бил на лице место, да ни каже што всушност се видел, што во моментот. Ние кога отидовме таму со сопругата, добивме првата информација што ни беше дека тој добил информации дека мојот син имал проширено срце, дека бил спортист и дека не е починал од струен удар. Имаме вако прашање, од каде му се тие информации на инспекторот за толку кратко време? Не знам од каде му се 3 месеци, замислете уште без никаков резултат од судска медицина. А после 3 месеци вие? Не, после 3 недели. 3 недели. Да, после никаков резултат од судска медицина, после никаков, не знам. Значи, уште не започната комплетна истрага и така натаму и така натаму. Ние ја добиваме таа информација од инспекторот од крвни деликти, кој што вечерта бил на лице место, викнат на... Значи, Раде, излегува дека ти како родител, како татко, не знаеш дека детето ти спортувало, инспекторов знае што се случувало во текот на живот. Така искочи. Затоа ја во истиот момент само реков на сопругата, те молам да станеме и да си одиме,
кога излеговме од кај него, јас само и реков на сопругата, овде нешто многу смрти. Овде нешто не е како што треба. И како што све бива во нашата држава, нели, се мора некаде да фаќаш врски, се некаде мора да бараш пријатели, да бараш контакти. Дојдовме до некои наши контакти во форензика, кога ќе видиме нашиот предмет се уште го нема во форензика. Значи, и трите продолжни кабли кои што вечерта беа земени за вештачење, се уште ги немаше во форензика на вештачење. На предметот за Љупчо Лешко се уште го немаше во форензика за вештачење. И веќе од тогаш ние почнавме да излегуваме јавно и да прашуваме на кој и на каков начин институциите работат. До тогаш имавте каква таква некаква комуникација со обвинителката? Со обвинителката имавме комуникација, ние и се јавивме и она беше просто изненадена како тоа За нејзе како случајот е тоа завршен. не, случајот не е завршен, како тоа се уште не биле на вештачење дадени продолжните кабли што беа одземени вечерта и побаравме со нејзе прва средба за да можеме да ги доставиме и изјавите од сведоците на лице место кои што укажуваат на нешто друго. Се видовте вие со нејзе? Да, се видовме со нејзе, а меѓутоа не тогаш. Искочивме на еден подкаст, моравме малку да бидеме така побурни, за да се ги реагира и 2 дена после тој подкаст продолжните кабли се појавија во форензика на вештачење. Што ми беше многу дискутабилно и чудно и јас реагирав зошто се земени само продолжните кабли. На моје инсистирање барав да се земе целокупната опрема на вештачење. Дали вештакот беше таму додека вие разговаравте со? Не, првиот пат не беше. И еве сега ќе ти покажам, само да го најдам документот, дека целокупната опрема на вештачење повели потврда за привремено одземени предмети е земена 3 месеци после тоа, на 8.10.2024 година. За 3 месеци се прави. Целокупната опрема за вештачење е земена на 8.10.2024 година. И нашиот контакт со јавната обвинителка Да, тука има наведено и што се е одземено, да, токму така. Еве е и медицинската потврда од брза помош која што го кажува терминот на во 23 часот и 19 минути дека е официјалното време на повик на повикот. Да. После првата средба со обвинителката ние се обративме и до полициска станица Чаир, каде што побаравме потврда од настанот која што имаш право да се ја побараш, лично и персонално, си плаќаш 120 денари таму такса, каде што во кратки црти се објаснува што е видено вечерта, што е направено од страна на службите и органите. И оваа потврда, јас мислам дека прво оделенец да пишуваше, ќе ја напишеше подобро и поквалитетно, отколку полициски службеник. Може слободно ако сакаш И, некој да или тоа што мислиш. Оваа потврда нас уствари ни ги потврди сите сумневања дека овде нешто не е во ред. Полициска станица од општа надлежност Чаир потврдува на ден 23.7.2024, повторно датумот е сгрешен, со почеток во 01 часот извршен е увид во врска со незнаена смрт. Енен смрт. Тоа што ни го каже инспекторот по крвни деликти, овашиот случај ќе се заврши како енен смрт. А он знае како ќе се заврши. Да, он така и ни каже и пред тоа. Меѓутоа, ајде сега да споредиме. Овде беше струен удар, краток спој. Така. Така? Во, и тоа вика каде? Пријавено на домашна забава. Билтенот. На домашна забава, струен удар, краток спој, така? Така. А овде вика незнаена смрт на локација на улица Радишанска, поточно во дворно место од куќа, кој собственик го издавал
дворното место. И сега, Но во кој документ е наведено, значи тука има многу противставено, Така е. Значи не едногласно, ниеден документ не е напишан едногласно. например. апсолутно, ниеден документ не е напишан. Второ, едногласно. зошто, например, еве да ве запрашам, дали знаете зошто во еден документ е наведено дека вашиот син кога починал, кога се случило тоа, било покрај миксетата, а второ е наведено дека бил покрај базенот. Значи не е исто Не да е е таму, исто, да е точно, таму. точно така, не е исто. Потоа И- е наведено дека бил по гаќи, по боксерки, па во друг документ дека не бил. Така еве тука Не ви знам. го пишува тоа. То баш во тој извештај ви го пишува тоа. Значи тој точно е дека влегол во базенот, но влегол во базенот само 2-3 минути и тоа влегол со сеалишта, ги соблекол само патиките и чорапите. Кога излегол од базенот, а тој излегол од базенот во 22:50. Ја соблекол само блузата и продолжил, значи уште 20 на минути да пушта музика. Извини што те прекинувам, морам. Имав, еве, баш за ова тема. Имав прашање од многу луѓе кои, знам дека ти си за ова стручен, сакам да објасниш за сите да сватат. Дали има некаква врска човек кога се бања во базент, ако објектот е како што треба, ако има уземнување, ваму нема ни уземнување, колку што јас сватив. Дали има некаква врска тоа, на многу лица велат не баре Лјупчо како да извини, како да е виновен за сопствената смрт, заради тоа што никој не вели зошто објектот нема уземнување. Видете, Дали има врска, контакт со вода, со можеме околку тоа. апсолутно, секако. Затоа сакам и да се навратам. После ова што ви го кажав Да. за тие недоследности кои што беа, и ние овие недоследности и ги кажавме на јавната обвинителка по телефон, и таа до душа испадна, морам да признам, испадна многу коректна, првиот пат, и кога вештакот кој што вечерта беше викнат на лице место да вештачи и кој што ги има земено трите проложни кабли, не повика на така наречено советување со него. Ние отидовме на тоа советување со него. Првото и основното што го дознавме е една многу голема трагедија, дека тој не е овластен судски вештак за електротехника. Туку тој е овластен судски вештак за пожари и громови. Токму така. Пожари и громови. Тоа значи дека ако јавната обвинителка решеше да искочи на суд со нас, нашиот предмет одма ќе паднеше за суд, затоа што судијата ќе рече овој вештак вас не ви е овластен. Затоа и не можеме ние да го презнаеме неговиот извештај. Тоа е прво прашање. Второ прашање, јас се чудам како тој вештак воопшто се нафатил да вештачи такво нешто. Што не е стручи? Зашто тој може би тој е дипломиран електроинженер, меѓутоа не е овластен за електротехника и електроенергетика. Тој е областен за громови и пожари. Иначе тоа е вештакот кој што ја вештачеше модуларната болница во Тетово. И секоја чест на господинот, јас го има јавно на интернет неговиот извештај за пожарот во модуларната болница, секоја чест како го има објаснето и како го има напишано. Меѓутоа, овде падна на тестот. Овде падна на тестот, затоа што прво, они не знаеја дека и јас се разбирам колку толку имам некое познавање од таа работа. Второ, не знаеја каде работам и дека и во мојата институција има такви некои слични служби со кои што јас смеам и можам да се посоветувам со мои колеги, нели, и да поразговарам околу мојот случај и така натаму и така натаму. И што се случува? Судскиот вештак призна дека има движење на електрична енергија по линија на помал отпор низ објектот по метал и вода. Тоа може да значат само две работи. Неисправна инсталација или неисправно заземјување. Или така наречено нулова на заземјување, кое што во ниеден комерцијален објект ни подразно не смеш да го имаш, особено ако во тој објект имаш базен. Значи, само за базенот ти се потребни повеќе видови на заштитни струјни мерки. Само зборам за базенот како еден дел од објектот, кои што се посебни и кои што се
спаѓаат во системот на целокупната заштита, струјна заштита на целокупниот објект. Овој објект немаше ни една обична фис клопка, која што е најстандардна за струјна заштита. Тоа е првиот браник на струјната заштита е струјно-диференцијалната или така наречена фис клопка, која што овој објект не ја содржеше. Покрај тоа што работи на диво, покрај тоа што нема употребни дозволи, покрај тоа што нема елаборати за базенот, покрај тоа што објектот се води во општина Бутел како А1 објект за добивање, покрај тоа што објектот нема потврда за материјално-техничка сигурност и материјално-технички средства од Државен пазарен инспекторат. Ништо. И за нашата јавна обвинителка се уште нема случај. И после 11 месеци. И после 11 месеци. Значи, вашиот контакт завршува кога со јавната обвинителка? Нашиот контакт завршува со јавната обвинителка кога ние почнавме да доставуваме непобитливи докази и факти, како еден од овие. Собственикот на објектот е веројатно човек со силни врски во локалната полициска станица. Во спротивно, досега по кој знае колку пријави за нарушување на јавниот ред и мир со несносна бучава, секоја ноќ до ситни сати преку лето, ќе добиеше забрана и законски ќе одговараше. Досега нема комшија кој не го пријавил во полициска станица Чаир за бучавата до рани утрински часови по цели ноќи. И да, диво работи. Нема одобрение за работа, ниту пак плаќа данок за тоа што го заработува со изнемување на просторот. Си наплаќа кеш на рака по 200 евра во просек за 6 сати. Ова се случува денес. Ова е изјава на комшија негов. Значи, дадена на нас, предочена на јавниот обвинител. Као со сите изјави заедно од сведоците кои што вечерта биле на настанот. И тогаш вие го губите секој контакт? Не, ние го губиме контактот од како го најмивме за адвокат магистар Владимир Туфекџич. Така. И од како магистар Владимир Туфекџич се согласи да не застапува и на кој што му беше сосема јасно уште по првиот разговор дека тука има дело, тој член 292 показе, тешки дела против општа сигурност, но член не знам кој небрежност, точно, јас не велам дека тие сакале намерно таму да го убијат сина, но тоа е небрежност. И дека ова не е изолиран случај, и значи ние прво што направи нашиот правен застапник, побара од обвинителката судскиот вештак кој што во тој момент го немаше, да се произнесе по мислење на наш стручњак. Ние имаме право да повикаме наш стручњак кој што ќе постави прашања и ќе треба да се произнесе. И сега каде лежи главниот проблем? Главниот проблем лежи во тоа што оној вештак, првиот, кој што не беше овластен за тоа се изема, за вториот вештак чекавме 5 месеци. Вториот вештак го добивме дури 5 месеци во моментот кога искочи конечно извештајот од судска медицина дека се работи дефинитивно за струен удар и дека се работи за насилна смрт. И значи вие што правите? 5 месеци Струен удар. Така е, и прочитај горе штиклирано каква смрт? Насилна. Значи, 5 месеци оставате не запечатен објект. Не земате изјави од сите сведоци на лице место. Повикувате погрешен вештак. Не терате ние да вршиме еден вид на паралелна истрага, за да ви докажеме дека не се работи за несреќен случај. Туку се работи за сплет на околности кои што довеле до струен удар. За 5 месеци ќе изорам комплетната изолација, Куќа се прави за 5 месеци. и ќе поставам нова. А не изолација. После 5 месеци, јавната обвинителка повикува друг вештак, Ирфан Шакири, кој што да, сега е областен точно за електротехника и електроенергетика, но тој судски вештак доаѓа само до кабелот, до инсталацијата. Зошто?
Затоа што пак тој не е областен судски вештак да мери заземјување. Ајде. И веќе ние почнавме да се сомневаме дека нашата јавна обвинителка работи со пристрасност, дека дојдовме до информација дека само 2024 година тој објект има преку 30 пријави за нарушување на ЈРМ, не е реагирано по ниедна. Значи буквално по ниедна не е реагирано и дека овде нешто сака да се прикрие. Како ќе го докажем тоа? Тоа ќе го докажем на тој начин што јас на обвинителката и доставив сите законски стандарди и норми кои што треба да ги содржи еден комерцијален објект. Мене првиот вештак ме убедуваше дека не се работи за комерцијален објект. Не, јас се извинувам. Вие го издавате тој објект со јавна адреса, со јавна Инстаграм адреса, го објавувате за изнаемување, го издавате, тој врши комерцијална дејност. Така е. Секој објект со комерцијална дејност има стандарди и норми кои што треба да ги поседува, а кои што не ги поседуваат 90% од објектите во Република Македонија. Еден од нив е таа фамозна струјно-диференцијална склопка. Јас одам кај обвинителката и велам: обвинителке, ве молам, дајте ми ја сликата од разводната табла од објектот, таа ми ја дава и јас си велам: обвинителке, дали вие ова го гледате таму на таа табла? И таа ми вели не. Јас си го читам стандардот и велам: ете ви го делото. И се што добивавме од јавната обвинителка беше: не знам ке видиме, не знам ке видиме, не знам ке видиме. Се додека не почнавме веќе јавно, многу јавно да притискаме и да прашуваме дали навистина станува пристрасна, што пробува да прикрие, зошто не сака да комуницира со нашиот правен застапник, со нашиот адвокат, зошто не се произнесуваат по мислењето на нашето стручно лице. Знаете кога е пуштено мислењето за нашето стручно лице? Пред 4,5 месеци. Со најобични прашања. Најобични основни прашања од електротехника и електроенергетика. Дали ви беше... Кои што би укажуваат на тоа кои се стандардите кои што нашата држава, европски стандарди кои што нашата држава ги има прифатено во врска со струјна заштита и струјно обезбедување. Значи, и што се треба да содржи еден комерцијален објект за да може да врши таква дејност. 4,5 месеци стручниот вештак наш не се произнесува по тоа прашање. Со него немате комуникација? Немаме никаква комуникација, тој не ни смее да ни каже нас нешто. Тој својот извештај треба да го достави до јавното обвинителство, тоест до јавната обвинителка. Добро, но знаеш зошто те прашам? Дали ова некогаш застарува, можеби, дали се чека нешто такво? Значи вака, ние веќе сме подготвени од понеделник да се обратиме до јавниот правобранител, затоа што ние знаеме дека една предистражна постапка би требало да трае од 30 до 90 дена. Еве, Кочани заврши 90 дена. А е ваква несреќа не се случува секој ден, па да... А ваква несреќа не се случува секој ден, не е изолиран случај. Ке те подсетам, ако се сеќаваш пред 8 или 9 години, двајцата доктори во Струга, кои што загина во езерото, од струен удар, со уште еден. Тие вика дека се тројца доктори, не, тоа беа двајца млади доктори од Струга и еден нивни пријател кој што работел во Стручката управа за јавни приходи, можеби ќе се сетиш на тој случај, загинаа на дива платформа во езеро исто од струен удар. Но тогаш епилогот беше поинаку. Епилогот беше 10 години и 4 месеци, убиство од небрежност, диво изградена платформа, неисправна струјна инсталација, неисправно заземјување. По исти случај. Истиот случај. Објект кој што работи на диво, неисправна инсталација, неисправно заземјување. Зошто велам неисправна инсталација, неисправно заземјување? Затоа што второто прашање што му го поставив на неовластениот судски вештак беше: од каде, господине вештак, вас ви шета струја по линија на помал отпор по метал и вода? И тој немаше одговори. Нормално дека ќе нема одговор кога тој ги земал само продолжните кабли за вештачење. А не го барал изворот, не ја барал причината. Нормално дека ќе нема одговор. И како сега вие ве молам да ми објасните?
Како може еден објект да биде технички исправен кога во тој објект вие имате движење на електрична струја, на електрична енергија по линија на помал отпор по метал и вода, а не во земја, таму кај што е место. Што се случува? Мојот син го затвара всушност колото. Мојот син изигравал за земјување. За земјување. Токму така. И мојот син немаше никакви видливи траги, какви изгорени нозе од оздола, какви бакрачи, ништо од тоа. Изгорени нозе Ништо. ви беше кажано исто така, Така е. собственикот на објектот. Така е. Дека Така е. Тој дојде 2 дена после погребот кај мене дома да ми изрази сочувство и ме лажеше во очи дека од нозете му биле црни и дека сгазнал на кабел. каде оди Ма сега. човекот? Ете тоа е проблемот. И веќе 11 месеци ние се уште ја бараме правдата. Откако и нашиот адвокат на неколку наврати јавно на портали така малку реагираше остро кон јавната обвинителка и докажуваше несомнено со факти дека не се работи за несреќен случај, па излезе и на една телевизија веднаш после случајот во Кочани и направи една мала споредба околу немањето на тие унифицирани стандарди при водење на постапки од страна на јавното обвинителство и тогаш го спомна исто случајот со мојот син. Од тогаш нашата јавна обвинителка не се јавува на телефон, не контактира од нас и само ни пренесува преку секретарката дека ќе се произнесела по случајот во писмена форма. Па не во писмена форма, сега за сега нема. Нема ништо. А она, колку што знам, ви даваше некакви рокови, не знам, до тој датум ќе имам некакво... Тоа е веќе последните 3 месеци. Последните 3 месеци, секоја недела е последниот датум. Стрпете се до наредната недела. Наредната недела сигурно ќе биде. Стрпете се до наредната недела. Наредната недела сигурно ќе биде. Веќе 3 месеци е тоа. Раде, можеме ли да заклучиме, иако ние не сме обвинители, не можеме институционално да нешто, значи, кажеме дека со сигурност е тоа така, но човечки, секој си има право на собствено размислување, па така и јас и ти тука, ова е подкаст, можеме ли да заклучиме дека вашиот син не бил виновен за собствената смрт заради тоа што се бањал, од причина што таму имало и други лица што се бањале. Така? Значи во 22:50 синот на собственикот на објектот ги кажува на сите деца да излезат од вода, затоа што која била причината, прашале, затоа што исфрлиле многу вода од базенот. Да. И точно беше тоа. Јас да бев јас колабиран, но потоа се побрете вечерта и бев свесен, целиот објект беше жива вода мокар. Но сите беа живи и здрави. Но сите беа живи и здрави, за голема среќа. Тоа е многу голема среќа во несреќа. Не знам дали ти имам покажувано фотографија од објектот, не се сеќавам. Камената патека на која што беше поставен син ми, беше едно 80 сантиметри широка. Само 30 на сантиметри да беше со нозете застанат на тревата. Само 30 на сантиметри. Тревата беше жива вода, сите метални коњопои беа на тревата. Жива вода беше мокра. Да, струјата можеби ќе отишла во земја, но прво ќе се расширела по површината затоа што водата е поголем проводник од земјата. И тука можеше да има многу повеќе жртви. Среќа што син ми беше на камената подлога и што во тој момент со двете раце се допрел и со двете нози што во него завршила струјата. Затоа и немаше видливи надворешни знаци на струјен удар. А внатрешни крварења на скоро сите внатрешни органи. Така. Можеме ли да кажеме некој збор за зошто, например, ако знаеме дека опрема на тој објект имал и собственикот на самиот објект, зошто во ниеден извештај, во ниеден документ опремата на човеков не е наведена дека постоела? Така. Ако приметиш во потврдата во извештајот од полициска станица Чаир, наведена е само опремата на мојот син, да. А опремата на собственикот на објектот, тоа се појачалото и звучниците, никаде не се споменуваат. Дури тој истиот полициски инспектор ми се јави на телефон, замисли која контроверза, мене ми се јави на телефон да ме праша која опрема треба да ја заплени од објектот.
не баре не знае која опрема треба да заплени од објектот, а вечерта бил присутен таму. Како да си му надлежен? Како и јас да сум му Началник. надлежен, јас да треба да му кажам. И јас можам да потврдам со гаранција дека тој објект има нуловано заземјување, кое што не е неквалитетно и неквалитетна инсталација и дека главниот виновник за движењето на струја по линија на помал отпор е појачалото, затоа што тоа беше единствено со двожилен приклучок без заземјување. Сите останати приклучоци беа шуко. Доколку, а на нуловано заземјување, кога објектот има нуловано заземјување, фиц клопка не можеш да ставиш, затоа што нема да реагира, нема да работи. Таа ќе избива, нонстоп, константно ќе избива. Така. Раде, кажи ми, дали веруваш во правда после овие 11 месеци? Дали мислиш дека правдата сепак ќе дојде? Дека може би е бавна, но слепа никако? За разлика од мојата сопруга, која што изгуби секаква надеж изгуби, дека ќе дојдеме до некоја правда за нашиот син. Јас се уште немам изгубена надеж и имам некоја верба дека јавната обвинителка ќе снајде сили и храброст да си ги признае грешките кои што ги направила при истрагата и дека ќе подигне обвинение и дека овој случајот со мојот син ќе има позитивна разрешница. Затоа што трече јас не го правам ова за мене, мојот син ништо нема да го врати. Меѓутоа, навистина мора да се поведе ред веќе околу тоа кој како и што работи во држава. За едните случаи да не Апсолутно. завршат вака. Затоа што утре не дај Боже во некој таков објект може да биде твоето дете или некое друго дете. Затоа што такви објекти ги има многу. Премногу. Кои што работат на диво, кои што немаат никакви употребни дозволи, кои што не знаеш каква струјна противпожарна заштита имаат и дали воопшто имаат. А заработуваат на црно и тоа убаво заработуваат на црно. И мислам дека навистина треба за на тие работи да се стави крај. Доста ни гинеа деца по секакви глупости и за секакви работи. Ти, Раде, повикуваш и на неколку подкасти за ова уште пред Кочани да се случи дека треба да се направи некаков ред со вакви објекти. Уште во октомври месец. Кој нема, кој ги контролира. Уште во октомври месец. Значи уште во октомври месец. Апелиравме јавно. Не само на подкасти, него и на социјалните мрежи преку нашите профили. Јавно апелиравме. Ги прашувавме и локалните самоуправи, дали некој ги контролира овие објекти, им вршили надзор, на основ на какви употребни дозволи работат, имаат ли прием за материјално-техничка сигурност и услови. Уште во октомври минатата година ги поставувавме тие прашања. Никој не слушаше. И што се случи? Кочани. Се случи Кочани. Во Кочани гледаш ли дека дали според тебе можеби државата таму работи како што треба? Дали веќе Мислам дека државата многу повеќе може да работи. Апсолутно. Мислам дека државата може многу повеќе да работи. Мислам дека и таму имаше некои обиди, не знам од чија страна, не сакам да овако, да се некои работи да се можеби да се стават позади тепих, под тепих, но сепак мислам дека на крај таму правдата ќе излезе на виделина и мислам дека виновниците после ова последново сега што се случи нели уште 13 лица поапсени полицајци, инспектори, не знам. 13, да. Следам до негде 13. дека ќе доживеат правда. Па мислам дека ќе ја доживеат ако тоа може да се нарече правда. Но добро, ни во вашиот случај, на пример, и да што и да се досуди повторно, тоа нема ништо. Како што кажам да го врати, но сепак мораме ние доколку нема некој судски епилог да кажам, така. секој ден, секој трети ден може да се случуваат, иако мораме да наведеме како што кажа ти во почетокот дека
Никој не сакал да се случи вакво нешто. Не, дури ни далеко од тоа. собственикот си Далеко од тоа. претпоставува. Далеко од тоа. Но мораме да да покажеме со прст кон виновникот, не можеме да се криеме. Апсолутно трајче и не можеш да ме убедуваш во нешто што не е така. Значи, мене институциите пробуваат да ми наметнат мислење кое што знам, сигурен сум, тврдам со факти и со докази, евидентни, дека не е така. Не може системот да работи против мене. Системот треба да работи за мене. Демократија, демос, народ, нели? Да. Јавната обвинителка треба мене да ме застапува, треба да застапува оштетената странка, а не да не сака да комуницира со мене. Зошто? Затоа што се навредила, затоа што јавно излеговме и укажавме на грешките? Па каков јавен обвинител си ти? Ако треба јас да водам паралелна истрага и да ти ги донесам доказите на тацна, и со докази донесени на тацна, ти да ми дигаш раменици. Значи си имаш некој проблем. Или си пристрасна кон другата страна, или не знаеш да си ја работиш работата. Трето нема. Дали верувате, како што ве запрашав во правдата, но дали се обративте можеби кон некои други институции Сите. надлежни? Дали Сите. добивте одговори некакви? Ништо. Само дека го следиме случајот. Случајот го води јавното обвинителство, имате поддршка од нас, ние го следиме случајот. Како имам поддршка? Имаш еден тон корумпирани полицајци онаму полициска станица Чаир и локални шерифи, како што ти покажав со изјавата, нели? Да. Не е реагирано по ниедна. Истите локални шерифи делуваат. Дали е Кочани, дали е Скопје, дали е Бутел, дали е Чаир или Карпош, секаде имаш по некој ваков локален шериф, знаеш? Сега. Кој што ќе подкупи локални полицајчиња и локални инспекторчиња и кој што намерно нема да се ја завршат работата како што треба, за да ти падне случајот. Па извинете, ама тоа не може така веќе. И да падне тука, дали сте спремни, например, да одите до крај, Апсолутно. можеби во Страсбург? Апсолутно, не се откажувам. Нема да дозволам јас да бидам жртва на системот, на корумпираниот систем. Тоа нема да го дозволам. Повторно ќе кажам, мојот син ништо нема да го врати. Но јас не мислам на мојот син, јас мислам на идните генерации, на денешната младина, која што, како што гледаш, во тренте да се прават журки и забави по такви објекти и така натаму и така, а никој не ги контролира, никој не ги испитува, никој не ги проверува. И нема да дозволам да бидам жртва на корумпираниот или неспособен систем. Не, јас ќе ја терам правдата до крај, затоа што сум 100% сигурен во себе и во она што го зборам. И во она што го кажувам. И не може системот од мене, ајде да не се изразам лошо, не можем да дозволам да ме изигрува. Да не речам сега нешто потежок збор. Чувствуваш дека моментално пробува да те изигра? Апсолутно. Дали ти си слушнал до сега во државава една предистражна постапка да се води 11 месеци? Не. Предистражна постапка. Не. 11 месеци. За струен удар. Па не знам бе, масовни гробници ќе откопаат, па постапка ќе заврши за 5-6 месеци, па и една година некај. Дали може би имаш некаква комуникација или некаква порака да упатиш кон некој од нашите општественици што значат да помогне на некој начин? Ние се обративме до повеќе институции, се обративме до Министерството за внатрешни работи, се обративме и до премиерот, добивме некои информации дека го следа случајот, но еве јас јавно, навистина јавно, ќе ги повикам уште еднаш и господинот премиер Христијан Мицковски, и господинот министер за внатрешни работи Панче Тошковски, и министерот за правда Филков. Игор Филков, да навистина се завземат за овој случај
за нашиот случај и ако сака дури ќе им дадеме и други случаи вакви кои што се многу чудни и многу нејасни, навистина да се завземат за нив и да видат што се случува и што се работи и како се работи во правосудниот систем. Особено во јавното обвинителство. Не знам, ако сите обвинители, како нашата обвинителка, господјата Тања Трајчевска, ги водат постапките, не знам до каде ќе стигнеме. Не знам до каде ќе стигнеме. Ние веќе навистина сме подготвени да се обратиме и до јавниот правобранител, а понатаму веќе се обратиме и до висшето јавно обвинителство, па и до републичко јавно обвинителство. Ова веќе нема никаква смисла. 11 месеци вие да водите предистражна постапка за струен удар, ве молам. Или она што се обидуваат да го направат за несреќен случај, излегол од базен, се допрел на биксетата, не баре најнормално е секој што ќе излезе од базен да го удри струен удар. Мислам, апсолутно нема никаква логика. Апсолутно нема никаква логика. Да беше така, немаше никој да се бања. Ајде да не се бањаме во купателот тогаш, така? Да. Ако збориме така. Така. Овие институции очигледно сакаат тоа да го направат. Раде, мислиш ли дека, например, до обвинителката или која и да ти се паднела, обвинителка би пробала да го направи ова? Тоа навистина не можам да го кажам затоа што не ми се паднала друга обвинителка. Да, и не знам. Него мислење некој. И не знам. Мислење мое е дека јавното обвинителство ни е крш. Трул систем максимал. Ја го нареков во еден мој лайф Монти Пајтон. Не само нашиот случај. Значи, јавното обвинителство делува како Монти Пајтон сите серии, од прва до последна. Незаинтересирано? Смешно. Смешно. Дури и смешно. Да не е трагично. Да не е трагично. Ќе биде смешно. Многу ќе биде смешно. Судството исто, да не разговарам. Да не разговарам. Вештаци, страшна работа. Верувај дека, не знам јас колку, има многу вештаци, овластени судски вештаци по различни струки и ги има, сите ги има на сајтот на Министерство за правда објавени. Дали знаеш дека нема никаков некој посебен начин како да се стане судски вештак кај нас во државата? Јас си мислам дека нешто големо. Не, нема некој посебен овакво. Се пријавуваш за судски вештак, можеш да работиш со постар некој колега, ваму таму добиваш некоја лиценца и тоа е тоа. И сега мене ќе ми донесе судски вештак, кој што ќе ме убедува дека движењето на електрична линија на струја по линија на помал отпор, по метал и вода е сосема нормална работа. Прва година електротехника, усредно. Едноставно не може да биде. Тоа е тоа. И јас од таков судски вештак и од ваква обвинителка, Тања Трајчевска, уште еднаш ќе ја спомнам, 11 месеци лутам, молам по институциите, замолувам да превземат нешто, затоа што ова ги надминува сите граници и норми на нормално постапување на правосудните органи во една држава. Така. И сега ако гледаме на тој начин, ние останатите имаме право да се лутиме и на јавното обвинителство. Како можеше толку брзо да постапува јавното обвинителство за Кочани? Јас очувствувам со тие родители. Премногу, затоа што знам како и јас сум во нивната кожа. Меѓутоа не можете за еден да бидете мајка, а за друг да бидете маќа и да бидете на милост и немилост на јавната обвинителка што ќе ви се падне. Пази, молим те, што се они заштитени бели мечки?
Тоа го нема никаде. Дали, на пример, мислиш дека, како една сугестија моја, како една идеја, да стапите во контакт со останатите, заради тоа што во овој период, во оваа последна година и по две, се случи многу несреќи во нашата Република Македонија, па да стапите во контакт со родителите на некои од овие луѓе, од овие деца што слично го загубиле својот живот, па да се споите и да бидете вирални на тој начин. Така, ние веќе стапивме во контакт со повеќе родители на повеќе деца кои што се загинати на ваква или слична ситуација. Имаме наша WhatsApp група и навистина почнуваме да се организираме, да делуваме да делуваме малку медиумски и поактивно. Тука ќе ги земам и родителите на Просина, исто се во таа група, родителите на Теодора, девојчето што погина во Тетово. Замисли, денеска сопругата моја се слушна со незината сестра и ни кажа дека сторителот на убиството, тоест на несреќата, тој што ја згази Теодора со кола, се уште не е во затвор. Се уште шета низ Тетово. Замисли. Што добриш? Денеска сопругата моја се слушна со сестрата на Теодора. Потоа родителите на младиот, мислам дека Алекс се викаше, во дечко што загина во Илинден, 14 години со мопедот, исто така. Замисли, па таму имаш 3 судски вештачења. Исти судски вештаци овластени, сообраќајни судски вештаци. 3 различни мислења, па што тие од 3 различни книги учеле? И на крај замисли, уште детево ќе испадне виновно. После настанот, жената што возела, што управувала со незиниот автомобил, што го удрила дете. Така. Детето при што почина, си отиша на роден ден, така, кај дедој. Така е. А со жената излага од споредна улица, дечкото вози по пат со предимство и го удира на предната страна. И уште на крај, супер вештачењето ќе испадне дека детето било виновно. Каде го има тоа? Натака оди целата работа. Натака оди, зашто тоа Министерство за правда, посебно тие вештаци треба да се исконтролира малце. Како може јас и ти да бидеме вештаци од една бранша, од иста бранша и да дадеме сосема различни мислења? Јас разбирам да се разликуваме во детали. Да. Ама да се разликуваме во комплетно различни мислења, тоа нема никаква сврха. Да. Никаква сврха нема, апсолутно. Се извинувам, мојата аларма. Нема проблем. Не, ништо проблем. Сакате да ми кажете, како што спомнавте, дека судски вештак не се станува така нешто многу тешко и затоа има вакви случаи? Да, токму така, имаш држави, ние околу нас е Хрватска, ќе земам за пример, и некој други што имаш академија за судски вештаци, не можеш така да бидеш вештак. Академија. Така е. Ни фали нешто такво на нас. Замисли, ние имаме и биро за вештачење. Посебно биро за вештачење. Навистина се сочувствувам со вашата несреќа, со твојата. Ние се познаваме долго време. И уште еднашка би ти кажал, ако имаш да упатиш порака некаква, слободно стори го тоа. Порака, до кого порака? Пораки се испратени не знам колку пати до сите институции, не знам, да се обратам уште еднаш до господинот премиер, до господинот министер за внатрешни, до министерот за правда, на вистина да обрнат внимание малку на овој случај. Овде многу работи не се направени како што треба, многу работи се погрешно изведени. Особено министерот за внатрешни работи би апелирал кај него околу водењето на постапката од инспекторите од крвни деликти. А за јавното обвинителство се изјаснив. Монти Пајтон. Меѓутоа не застанувам тука. Апсолутно не застануваме и тераме до крај. Затоа што, ќе повторам уште еднаш, нема да дозволам трулиот и гнил правосуден систем во државата да ме победи. Затоа што знам дека не грешам и дека сум во право.
Јас раде ти посакувам успех и среќа за да ја докажеш твојата правда, ако не тука има институции и други, не само во Македонија. И се надевам дека после еден таков епилог ќе седнеме повторно и ќе го продискутираме вашиот пат до правдата. Да се заблагодарам на можноста што ми ја дадовте да бидам да гостувам на овој подкаст Демократски импулс и да дадеме уште еден апел и да го кажеме нашиот проблем. Се надевам дека правдата ќе излезе, дека ќе не мора да одиме понатаму и надвор од државата. Се надевам дека конечно ќе почне да функционира системов и држава општо општеството кај нас. Само за крај едно последно прашање сакам да те запрашам. А тоа е, дали мислиш на пример дека спомна дека има многу полицајци, суди, обвинители корумпирани, нестручни како да ги наречам, дали мислиш дека тие се лицето на своите институции, иако се малкубројни, и заради нив се одава една таква гледка, еден таков печаток се шири меѓу јавноста дека тоа се сите, а тоа се само неколку, или пак дека само неколку се честни? Види, не би рекол дека се малкумина. Искрено да ти кажам, после сето она што го поминав ја по институциите, не би рекол дека се малкумина, без разлика за кои институции се работи. Но пак ќе кажам, секоја честна исклучоци, да, секаде има исклучоци. Но мислам дека овој систем е до толку трул, што мислам дека на било која власт, меѓутоа вистинска власт, која што вистински ќе работи за народот, ќе требаат најмалку 10 до 20 години да дојде до нула. Ако се започне денес? Да, ако се започне од денес. Гледаш дека да започне дојде до од нула. денес или? Па до некаде, меѓутоа знаеш како е, општата представа се уште важи онаа старата, дека живееме во трул и скапан систем. Ако го ставам на прво место случајот со мојот син, а секогаш го ставам на прво место случајот со мојот син, ние се уште живееме во такво труло и скапано општество, со многу трул и многу скапан правосуден систем. Затоа што гледам што ми се случува мене, гледам што се случува и на многу други родители, гледавме што се случува со после загинувањето на Фросина Кулакова, гледавме што се случува после загинувањето на Теодора во Тетово, гледавме што се случува со модуларната болница, со Беса Транс, со и така натаму. Да не ги криви кабли. Да. Стигнавме до продолжни кабли, шоферот крив, не знам. Шоферот што го нема веќе меѓу живите. И така натаму. Добро, имаше ти, например, проблем со ботови? Апсолутно. Со ботови, закани, такви работи, можеме да го кажеме тоа сега како нешто посебно. Мислам, колку е морбидно и колку е гнасно на еден родител што го загубил сопственото дете, да му се да правиш важни профили, да му се закануваш. Колку е морбидно и гнасно, значи ти да излезеш после 3 месеци на еден подкаст и нити го знаеш, нити го познаваш моето дете и да коментираш за него дека бил наркоман, дека бил пијаница, дека бил издрогиран, или колку е морбидно и гнасно во една ваква ситуација да коментираш дека ние ова сме го правеле за пари, дека нас ни требале финанси и така натаму, ако ми треба пари, јас веднаш ќе поведам граѓанска постапка и секако ми следува оштета при смртен случај. Јас не ни помислив на такво нешто. Колку од тоа може поморбидно да биде, или да ти речат син ти е виновен, кабелот му е крив, исто знаеш како што испадна кабелот му е крив, и да штитиш некој што работи на диво, работи на црно, а некој му дозволил да работи на диво и да работи на црно, да нема никакви материјално-технички услови, и кај него дома да ти се случи смрт
на младо 19 годишно дете. Се уште работи тоа? Сега не знам дали работи. Сега не знам дали работи, после ова посебно наше, пошто ние јавно ги објавивме за кој објект станува збор. И сега ќе го кажам апсолутно, тоа е резиденција Стојмиров во Белкамен. Во Радишани. Во Радишани, еве ти адресата. Ти ја пишува слободно прочита, јас ти ако не кеш ти, јас ќе ја прочитам. Нема зашто, не. Еве го. Улица Радишанска лево број 308. Еве го, Белкамен. Белкамен. Токму така. Јас останува само да порачам да внимавате каде одите на забава и да ве чува Господ. И јас, навистина, уште еднаш апел до сите родители, посебно до родителите. Ако го дава по овој апел неколку пати во медиум. Внимавајте каде ги пуштате своите деца по јавни објекти. Знам дека е во тренд сега да се оди на такви објекти приватни, на забави и се. Меѓутоа, обрнете малку внимание. Не дека на прв поглед вие ќе знаете колку е заштитен или незаштитен тој објект. Како што ти не си. Апсолутно. Но сепак проверете го објектот. Ако има добри коментари, добри гласови за него, на некој начин обидете се да го проверите. Мораме тоа да го правиме затоа што очигледно држава се уште не превзима ништо. Ова сега што го каже оди во насока не баре, мислам, еве јас, не баре како да некоја вина чувствуваш, не си воопшто виновен, што не си можел да знаеш дека објектот е таков. Така е, апсолутно. Ти благодарам уште еднаш што ни беше денеска гостин и повторно се надам ќе се видиме, ќе зборуваме за разрешница на твој случај. Благодарам јас. Драги мои, на вас ви останувам да ви се заблагодарам и да посакам да се реши овој случај што го снимавме денеска за Љупчо Лешко и да ве замолам нормално да го споделите ова видео како би допрело до што повеќе луѓе.